за output во Java, односно за принтање кон конзолата, доволни се овие три функции. Тоа се system.out.println, system.out.print и system.out.printf. Прво ќе почнеме со првите две. И нивната главна разлика е во тоа што system.out.println дава, го поместува местото на принтање во наредната линија која ќе го искористиме. Односно што значи тоа? Ако принтаме, например, сега ќе биде 314, потоа наредното нешто што ќе принтаме ќе биде во нова линија. Всушност се додава карактерот за нова линија, само невидливо гледам, ево вака би било тоа. Да го видиме тоа визуелно, може да дадеме овдека пример еден за нова линија и ако ги спринтаме овие сите работи, ќе видиме дека првото принтање е ова, има нова линија. Се дошол курсорот на оваа линија, потоа го принтаме пак А, што е 314 вредноста, бидејќи нема овдека ознака за правење на нова, за поместување на нова линија на курсорот, тогаш зборот example се принта веднаш до вредноста на. Овдека ако пишеме сега повторно вредноста на, бидејќи овдека кај example искористувам print next line, односно print line, ќе биде 314 повторно под него. Значи, ова може да се замени исто така со користење на овој карактер. Тоаш, print и print line се изначува функционалноста помеѓу тие две методи. Ако биде 314 за првото, за второто имаме print 314 плюс испринтај нова линија и пак example во трет. Сега овде ќе искористиме плюс. Може знакот плюс. Знакот плюс е доста корисен кога работиме со принтање, затоа што може да правиме вакви работи. Викам испринтај вредноста на А, дај ми празно место и после испринтај вредноста на Б. Ја го пуштиме, ќе ми баш тоа се случува. Вредноста на А од print line, па уште еднаш А, па празно место, па вредноста на Б. И вака може постојано да направиме, може да испринтаме вредноста на D, па може да пишеме пак празно место, па string, hello, па може и наш некој збор да пишеме на крај. И сега кога би го испринтале, ќе биде првата линија еве пак и втората еве го се А, празно место, Б, празно место, true, празно место, string вредноста, па празно место, world. Искрено, повеќе тоа нема ви треба за тоа што ќе го работите на овој предмет. Едно нешто што ќе додадеме, што сакам да го поминам, е printf. Всушност ви имате работено со многу слична алатка, кај C, printf е таму само, и работи на следнава синтакса. %d, %f и ги давате потоа вредностите кои сакате да се испишат. А, %d значи за цели броеви, %f за децимални броеви и потоа само стискаме print и би требало да се спринтаат. Вега се споја бидејќи како што гледате овдека print користиме на print line, ако сакаме да има нова линија, ќе искористиме print line и ќе биде во нова линија. И сега нели овдека нормално може да пишеме исто пак random word и тоа ќе го испринтано. Ако сакаме string да искористиме, можеме овдека да означиме ознака string, да го дадеме stringот. Ако сакаме овдека видовме искористи колку децимали, 6 децимали, сакаме само 2 децимали кај децималниот број, користиме точка 2. И се тоа работи така. Толку за output. Океј, друго нешто што сакав да кажам за output е што се случува кога сакате вие да принтате објекти од класа што ви имате напишано. Во овој случај јас имам напишано класата person, во неа чувам first name, last name, age и конструкторот. Ајде да инициализираме еден таков објект. Океј. И сега што се случува кога го испринтам овој new person?
може да видите дека се принтаат глупости. Сега нормално дека ние не го сакаме тоа, ние сакаме да испринтаме вредностите, нешто опипливо од таа инициализација на, односно таа инстанца на оваа класа. Сега во објектно програмирање обично директно ги принтавме параметрите преку гетери или во случај ако имавме пристап до самите променливи, директно променливите. Значи ние можеме да напишеме нешто како first name плюс празно место new person празно место плюс new person last name плюс празно место плюс new person age. Овако нешто ако направиме ќе работи, но ова не е потребно. Не само што не е потребно, туку има и многу пософистициран начин на решавање на овој проблем. Значи во Java може на секоја класа да имплементирате toString методот, кој што се повикува секогаш кога ќе се најде како аргумент на ваква print функција. Значи дека ја дека испринтам ова е објект од класата person, секој пат кога ќе испринтам објектот од person класата, ова ќе биде испринтан. Извинете, не е system out принтан, туку е return, треба да вратите string. И после тој string ќе биде директно испринтан во оваа функција. Ова е објект од класата person. Океј. Нормално се не сакаме тоа, сакаме да биде персонализирано за секоја инициализација од оваа класа. Што значи дека сакаме да испринтам името, презимето и возраст. И сега секој пат кога ќе повикам new person, ќе биде испринтано името, презимето и возраста на тој објект од таа класа. Ето. И сега ако имаме друг човек, и го испринтаме него, користејќи го овој toString метод, бидејќи различен објект ќе се испринтаат неговите параметри.